Телевизиските реклами, како оваа од гигантот за трговија Тему, ги намаме и американците на ефтино и забавно искуство за купување преку интернет, директно поврзувајќи ги со кинеските производители кои често не наплаќаат за испорака. Тие можат да си го дозволат тоа бидејќи пакетите со стоки во вредност од под 800 американски долари може да се увезат без царина во Америка. Но американскиот председател Доналд Трамп, како дел од неговите нови царини за Кина, ја затвори таа правна дупка, позната како одредба de minimis. Поштата на САД објави дека нема да прифаќа дојдовни пакети од Кина и Хонг Конг, но ја промени одлуката следниот ден. Објаснувањето беше дека треба време да ги усогласи политиките со царината, за да обезбеди да ги собере новите тарифи и да ги минимизира доцнењата во испораката на пакетите. Може би ќе поминат многу месеци пред сите пошти и царински инспектори да имплементираат систем за проверка и прикачување вредност на сите дојдовни пакети, според Марк Кенеди, експерт за стратешка конкуренција во центарот Вилсон. Ова не е нешто што го правеле претходно. Не е лесна задача. Ќе биде голем предизвик за нив да се прилагодат на оваа промена. Со милиарда пакети што секоја година се праќаат до жителите на САД од странство, се провлекува многу шверцувана стока, вклучувајќи бои за преса за таблети за производство на фентанил, фалсификувани луксузни часовници и штетна козметика, објаснува директорката на теренска канцеларија на царината и пограничната заштита во Чикаго, Лафонда Сатон Бург. Јас само би замолила сите да размислат темелно за овие пратки што може би ги купувате, а кои би можеле да бидат штетни и опасни. Дел од памучната облека што американците ја нарачуваат од Кина предизвикува друга загриженост, забележува Кенеди од центарот Вилсон. Многумина се загрижени дека некои од производите се од работна сила на робови. Тие се обидуваат да ги контролираат оние што користат ујгурци во провинцијата Ксинџингјанг, а текстилната индустрија се жали дека тоа ги чини работни места. Активностите на САД се спротивни на трендот на проширување на прекуграничната трговија, вели портпаролката на Кинеското министерство за трговија Хи Џон Јан во изјава од државните медиуми. Се надеваме дека САД може да се усогласат со глобалниот тренд на развој на глобалната трговија, да ги оптимизираат регулативите и да создадат фер и предвидлива политичка средина за прекуграничната трговија, која на локалните потрошувачи им овозможува попогодни, поквалитетни и исплатливи опции за купување. Кина возврати на извршните наредби на Трамп со воведување нови царини за американски јаглен, течен природен газ, сурова нафта, некои автомобили и земјоделски машини.